Добро, овдека сме пред мостот на Чарлс. Овдека многу луѓе Еве сега ќе одиме по него. Видиме овдека има, гледаш, некои цртежи. Не знам шо. Ево. Карлов мост. Еве, јапонците по обичај најдува некој спот, шо вика, некој местенце за сликање. Еве, одиме и од другава страна да видиме. Има скулптури од двете страни. Evo od ovde. Не знам, на многу филмови мислам и на некои филмови од Херкул, не од како се викаше Шерлок Холмс. Има кешо е и на други, мислам, и на Бетовен филмо, и на многу други кешо на овој мост се снима некои сцени, кешо оди по Сокочија нешто. И така, инаку интересно е. Ево на самиот врв на, мислам, на самиот највисока точка на мостот е и крсто, кај што е преломо, кај што е од еднава страна е Исус. Јате го и на еврејски доскоро е напишано. Да видиме вака. Се овдека има, значи, на секој. Ево, од друга страна е веќе кај што е симнат од крсто и кај што е еве, инаку Виена, ова Прага во стариот дел на градот вака е убав град. Убаво е да се види. Убав град во центаро. Мислам дека стариот град нака. Вака со замоците, со стариот дел, со црквите е убаво да се види. Али бев и во периферијата вака што се вика таму ми е ова хотело и треба фаќам некој метро, трамвај и останато за да стигнам до делчето. Па ми е муабетов останатиот дел вака надвор од центаро е чисто
комунистички архитектури. Кај сум исчезнал. Комунистички архитектури. Како во Софија да си таму новиот дел. Так. Али ова инаку стариот град е убав, украсен, е реставриран. Ево е румунец со знамето, не знам што знамина носат. А овие себе за ова за маратоно. Еве ова. Убаво инаку така, интересно е, убаво да се види, да се вака овој стариот дел на градот. Сега сакам да појдам и догоре до овој замок, само да поминам овдека на и овој мостот сакав да го видам, како што реков, на многу места. Еве ова са, не знам што е ова. Нешто треба да триеш, да фаќаш. Ова, дали ги има истриено, ги има попелено од ова. Чекај да видам кој е. Ги фаќа, дали за среќа, дали ај не да фатиме. Дали за среќа, дали ова на некој светеце. Так. Бохемија. Да, ова е мост, уствари, еве го направене уште во времето кога била Чешка, како се викала Бохемија. Бохемија е многу близко поврзано со руските, со германските кнежества, кралства и затоа многу архитектурата овде од стариот дел прилича на германските, а и долго време Чешка е во составот на Австро-Унгарија. Дури после завршувањето на Австро-Унгарската монархија после Првата светска војна, дури тогаш Чешка прв добива независност, како после Првата светска војна. Инаку пред тоа има некоја си автономија таму. Али еве вака на пример и многу во Словенија, например, вака во Хрватска, таму можете слична архитектура, ова сето во Австро-Унгарското царство, Словачка, Чешка, нормално Маđарска, Унгарија и Австрија. Сега мојабетов е што сите тие во Австро-Унгарското добија некој развојне во тоа време. И сите беа под, што се вика, под власта на една од најстарата династија во Европа, Хабсбурговците. Хабсбурговците беа најстара династија, тие беа исто и една гранка од нивната династија има владеено со Шпанија, со Италија, со многу стара кралска династија. Мислам дека постои уште наследник еден сега, баш Ото Хабсбург, умре пред некое време, дотуша тие нема појќе, има титули, ама нема никаква власт, ама што се вика, кој знае колку се исповрзани, моćни, богати, кој ги знае. Оти тие, како што кажев, се во фамилиарни врски со сите кралства. Мислам дека и овој
царов бугарски, Борис, како се викаше, Сакско-Бурготски и тој сите се тие роднини. Например, рускиот во времето на Првата светска војна, рускиот царо Романови, како се викаше тој овој царо беше прв братучет на Чарлс од Англија. Тие беа први братучети. Мајка му со мајка му беа сестри. И тоа се тоа исповрзано код црева. Ево овдека веќе мостот завршува. Али убо што се вика, многу од династиите, например, направија убави работи. Оти сега тие веројатно се богати, дури самите не знам колку, и веќе инвестира во култура, во уметност, во градби, во ова, во она. Се сака, например, да се фала дека нивното царство е развиено добро, граѓаните ги сака, ги поштува. Тоа е веќе и такмичење меѓу нив. А не кокајна со овие дилетанти во политиката, лупа, кради, и после кој ќе појди странство некаде и ќе му реш ти од кај идиш, од банана држава. Ама не, јас знаеш богат сум. Абе ти богат види колку сакаш. Тоа државата од кај ќе видиш е банана. И после не цена, ти сте чалабајзери. Мислам сега да не почнам со политиката другом. Овдека веќе завршува мосто. Исто колку од Седелчев, камениот мост. Само помалце скулптури. Така, и турците што викат го направија тој. Инако овие нашите, што направија таму некој. Ајде, ќе престанам сега да не лупам уште со политики. Ајде.